Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Терапонт епископ Сардиски, светите маченици Теодора и Дидим и светиот Давид Гариџиски. Свештеномаченикот Терапонт епископ Сардиски обратил многу елини во верата Христова, поради што бил жестоко мачен од незнабожците со глад, темница и со тепање. Разголен го положиле на земјата и го врзале за 4 суви колја, па немилосрдно го тепале се додека ни му го одрале месото од коските. Но маченикот сепак останал жив, а оние 4 суви колја разелениле и израснале во високи дрвја, од кои многу болни добивали исцеление. Најпосле светиот Терапонт бил заклан како јагне во времето на Валеријан околу 259 година и се преселил со душата во царството да ја гледа славата Божја во вечноста. Чесно пострадал во 259 година. Спаси Trojici, sproslavljajmy
Светите маченици Теодора и Дидим. Во време на злочестивиот цар Максимилијан, во Александрија живеела Теодора, девица од благородно потекло и воспитување. Како христијанка Теодора била изведена на суд пред незнабожците. По долгите измачувања за Христовата вера, кнезот мачител наредил да се фрли во блудилиштето и на војниците да им биде дозволено да влегуваат кај неа над задоволување на телесната поход. Светата Теодора се молела на Бога прилежно да ја спаси од сквернавењето и кога таа се молела кај неа влегол еден војник по име Дидим и рекол дека и тој е слуга Христов. Ја облекол неа во своите војнички алишта, а себе си во незините женски алишта. Тогаш неа ја пуштил да излезе, а тој останал во блудилиштето. Потоа бил фатен и изведен пред судијата, признал дека е христијанин, дека тој ја спасил Теодора и дека е подготвен за Христа и да умре. Бил осуден на смрт и изведен на губилиште. Тогаш дотрчала и Теодора кон него и извикала: "Иако ти ја спаси мојата чест, јас од тебе не барав да ме спасиш од смртта. Отстапи ми ја мене маченичката смрт." На тоа светиот Дидим и рекол: "Возлюбена сестро, не спречувај ме да умрам за Христа и со крвта моја да ги измијам своите гревови." Слушнувајќи ја оваа препирка, незнабожците и двајцата ги осудиле на смрт. И двајцата били исечени, а телата им биле изгорени во оган. Чесно пострадале и добиле венци на вечната слава во 304 година во Александрија. Светиот Давид Гареџиски. Овој Давид бил еден од 13 отци грузиски. Така бил наречен поради Гареџиската пустина близу до Тифлис, каде што се подвизувал. Во староста Давид се решил со неколку ученици да ја посети светата земја. Манастирот им го оставил на управување на старците Лукијан и Додо и тргнал на пат. Кога стигнал до еден рид, од каде што се гледал Ерусалим, Давид заплакал и рекол: "Како јас да се дрзнам со своите грешни нозе, да одам по стапките на Богочовекот." Па им рекол на своите ученици, тие како достојни да одат и да се поклонат на светињите, а тој зел 3 камења и се вратил назад. Но Господ не дал да се скрие од светот, толка во смирение и ангел му се јавил на Илија, патриархот Ерусалимски, и му рекол: "Испрати веднаш по старецот кој се враќа за Сирија, кај него има 3 камења." Тој ја однесе со себе сета благодат од светата земја, нему му е доволно за благослов еден камен, а двата нека ги врати во Ерусалим. Тој старец е ава Давид Гареџиски. Патриархот бргу испрати луѓе кои го стигнале старецот Давид и му ги зеле двата камења, а него го пуштиле. Оној третиот камен и до ден денес лежи на неговиот гроб и има чудотворна сила на исцелување. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј,
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй.